Добро вечер, саботно викенд издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве што ги гледате. Пресконференција на ВМРО ДПМН во Штип, на кој се обрати пратеникот Никола Мицевски за големиот народен собир, кој ќе се одржи на 18 мај во Скопје. Здравствениот дом во Виница ги набави потребните количини на фолна киселина и јод за потребите на бремените жени, кои веќе од оваа недела се делат бесплатно. Соседите од Благоевград, Република Бугарија, се поприсутни на Делчевскиот зелен пазар. Најчесто барани продукти се оризот, гравот и алкохолот. Денес во 11 часот во просториите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип се одржа пресконференција на која се обрати пратеникот Никола Мицевски за големиот народен собир кој ќе се одржи на 18 мај во Скопје, на кој повика сите граѓани да дадат поддршка за стабилна и силна Македонија. Апел за мирен народен собир имаше и во повеќето градови од источниот регион. Почитувани сограѓани, веќе неколку месеци Република Македонија стана заложник на уцените на Зоран Заев и неговите соработници од СДСМ, чија основна цел е со недемократски средства, спротивно на резултатите од изборите, да ја приграби власта. ВМРО ДПМН, како и секогаш, до сега ќе се бори за стабилна и економски просперитетна држава. Македонија во понеделник ќе покаже дека нема да дозволи заради личен или партиски интерес државата да биде втурната во неизвестност. Во Штип, граѓаните во 9 последователни изборни демократски процеси довербата ја даваат на ВМРО ДПМН. И затоа опозицијата треба да е јасно дека власта единствено се добива на избори. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ги повикува граѓаните на општина Штип да се приклучат на големиот собир кој ќе се одржи во понеделник во 20 часот пред владата на Република Македонија. Овој собир ќе биде моќен народен одговор на сите сценарија за дестабилизација на државата и истовремено повик за стабилна и силна Македонија. Ве покануваме во понеделник во 17 часот пред Основниот суд во Кочани да се упатиме сите заедно на митинг и да им покажеме и на СДСМ и на другите нивни приврзаници дека продолжуваме со борба против ова деструктивна политика која што ја водат и дека продолжуваме со одбрана на нашиот глас, се со цел да Македонија остане силна, цела, обединета и онаква како што ја заслужува народот. И повикувам сите граѓани на општина Делчево и Република Македонија да се приклучат на големиот општонароден собир кој ќе се одржи во понеделник во 20 часот во Скопје. Во време кога стабилноста на Македонија е под закани и уцени на личниот и теснопартиски интерес на група поединци, овој собир ќе биде јасен одговор на македонскиот народ дека Македонија не прифаќа да биде заложник на ваквите сценарија. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Виница ги повикува сите граѓани да се придржат на големиот собир кој ќе се одржи во понеделник во 20 часот во Скопје. Овој собир ќе биде народен одговор на сите сценарија за дестабилизација на Република Македонија. За таа цел, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН организира превоз од автобуската станица во 16 часот. По 3,5 месеци, во кој временски период беа објавени 33 бомби од страна на лидерот на СДСМ Зоран Заев, денес премиерот на Република Македонија и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски даде осврт на целта и содржината на снимените и креирани разговори и на целосната ситуација во државата. Денес беше објавена 33-тата така наречена бомба на опозицијскиот лидер Зоран Заев, пошто премиерот и лидер на владеачката партија ВМРО ДПМН Никола Груевски во отворено интервју за телевизијата Канал 5 даде осврт за снимените и креирани разговори. Премиерот Груевски изјави дека е задоволен што мнозинството од народот знае да препознае и не потклекна пред манипулациите и интригите на некој што сака да оствари само собствени цели. А во однос на оставките, премиерот изјави дека Заев и покрај се
нема храброст да си поднесе оставка. Но нема храброст да си поднесе оставка, затоа што знае дека е виновен. Кај нас, тројца поднесе оставки, затоа што знаат дека не се виновни. Затоа што сакаат да остават простор, да се разреши политичката криза и без нивно присуство и влијание да се направи истрага, без тие да може да влијаат на таа истрага. Тие се невини луѓе, но одлучија да повлечат чекор во интерес на државата. Воедно премиерот се заблагодари на Заев, што со денешните сечени и креирани разговори не успеал да избегне две вистини. Првата вистина е дека од разговорите, колку и да се обидувал да ги едитира, да ги монтира, јасно се гледа од разговорот што Јолевски разговор меѓу Јолевски и Антони Милошевски, дека стрикно барал идентитетот да ни биде потврден, гарантиран, не било како, не со одлука на грчкиот парламент или не, него со резолуција на Обединетите нации. И многу сум му благодарен на Заев за тоа. Второ, најмалку 5-6 пати и покрај сите негови обеди се спровнува, се гледа, се слуша, дека на памет не ни паѓа било што да направиме без организирање на референдум на кој што народот ќе го има последниот збор. Трета работа. Ние сме задолжени да бараме решение за тој проблем. Јас никогаш тоа не сум го криел. Јас во сите мои настапи сум кажувал: бараме решение, се трудиме, имаме разговори. Јас 10 пати се сретнав со Папа Андреју. Сакаме да најдеме решение, но тоа решение мора на крајот да го одобри народот. Наша работа е да бараме решение и да разговараме. Она што тој денеска го искреирал се некои извадоци, делови, монтирани и така натаму од наши меѓусебни разговори во кои што имаме размена на мислење во фаза на градење на некоја позиција, која што се уште не е изградена. Или како што популарно се нарекува брейнсторминг. И од тоа не успеал да направи случај, затоа што јасно се слуша дека и за тие работи нема кај нас спремност. Инаку, морам да ви кажам за јавноста да знае. Според премиерот Груевски, решение мора да се најде и тоа да биде одраз на волјата на граѓаните на последните избори. Целосното интервју со премиерот за Канал 5 телевизија ќе имате можност да го погледнете по завршувањето на дневникот. По повод одбележувањето на Меѓународниот ден на семејството, Унијата на жени на ВМРО-ДПМН Штип беше во посета на многодетно семејство во кое владее мир и хармонија. Покрај посетата, Унијата на жени организираше и настан во зоолошката градина. По повод одбележување на 15 мај Меѓународниот ден на семејството, Унијата на жени на ВМРО-ДПМН беа во посета на многодетното семејство Ѓоргиеви. Тоа е едно наше семејство кое што, да кажеме, едно од поретките семејства кое има 4 дечиња. Како добар пример за сите останати млади родители кои што планираат брак, семејство, да го следат овој пример, бидејќи навистина децата се богатство кое што со ништо на светот не може да се надокнади. Посетеното семејство докажа дека децата се најголемото богатство. Среќни сме што имаме 4 деца, сите ни се машки, имаме желба за женско, па може би петото ќе биде и женско. Покрај поседата, Унијата на жени организираше и настан во зоолошката градина, каде се одржа и куклена представа. Посетеноста на овој настан беше голема. Вчера најавивме, а веќе денес во Делчево и во селото Разловци започнаа манифестациите за одбележување на 139 годишнината од Разловечкото востание. Во фоајето на спомен домот Асном денеска беше отворена ликовна изложба Македонија низ вековите, а Центарот за култура Никола Јунков Вапцаров организираше литературно читање на тема Разловци низ песните, на која настапија повеќе поети од клубот на родокрени автори. На летната сцена во Делчево попладнево се одржа и музичко-фолклорна ревија, на која настапија повеќе културно-уметнички друштва, инструменталисти и исполнители на изворни песни од Пијанечко-Малешевскиот крај. За утре наутро е најавен традиционалниот планинарски марш по патеките на разловечките востаници на планинарите од општина Делчево и нивни гости од други места на државата. Панихида за упокоена литургија утре во храмот Свети цар Константин и царица Елена ќе отслужат свештеници
работниците од архиерейското намешниство на МПЦ, а градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански во спомен домот на Востанието во Разловци ќе приреди прием за гостите и учесниците во прославата на 139 годишнината од Разловичкото востание. Делегации ќе положат свежо цвеќе пред спомен плочата на Поп Стојан и неговите соборци и организатори на историскиот настан од 1876 година. Спонтаните абортуси се почести од намерното абортирање на плодот. Старосната граница од 34 до 35 години, но за среќа, бројот на малолетнички кои извршиле абортус е со минимален број. Абортусот во општеството е од секогаш бил табу тема кај жените, а и во политиката. Аргументите околу оваа тема се со различни гледишта, односно за многу луѓе абортусот представува убиство. Прекинот на бременоста кај жената е од две причини, односно ненамерно или спонтан абортус и намерно прекинување на плодот од лични причини на мајката или пак од причина која е ризик за натамошната здравствена состојба на жената. Ненамерните абортуси се случуваат од различни медицински компликации. Несакани абортуси, овде спаѓаат стручно кажани мизетите, инкомплетните абортуси или мртов плод, народски кажано. Значи, границата се движи, старосна граница кај пациентките се движи кај овие абортуси до кај 35-6 години, кога се жените во онаа репродуктивна фаза, кога сакаат да раѓаат и имаат услови за раѓање. Али по некоја причина непозната се дошло до прекина бременоста. Вака сега по градови, така општо да ве запознам, например во Штип за 2014 година имаме 74 несакани абортуси и еден од поводичките градови е Радовиш со 33 пациентки. Додека имаме и од другите останати градови по една, по 5, по 14 пациентки. Проби Штип имаме 11, имаме странска државјанка една, од Скопје, од Берово, значи тоа не можеш да го планираш ниту времето, ниту местото кога се десе, тоа се така често ургентни состојби, се јави креварење тие работи и доаѓаат од секаде. Намерните абортуси за 2014 година се со помал број во однос на ненамерните извршени абортуси. Кај намерните абортуси, артифицијални, за 2014 во Штип имаме 25 од Штип пациентки, Радовиш 22, потоа 5 Свети Николе, 6 Делчево и останатите се по една по две пациентки. Заклучно со 12 мај 2015 година, ненамерни абортуси во Штип има извршено 23, Делчево 10, Свети Николе 2 и во другите градови на истокот по една или две пациентки. Што се однесува до старосната граница, за среќа бројот на малолетни девојки кои направиле намерен абортус не е со висок број. Бремените жени и идните мајки фолната киселина ќе може да ја добиваат бесплатно преку Здравствениот дом Виница и патронажните служби. Здравствениот дом веќе ги набави потребните количини кои од оваа недела ќе можат да се делат бесплатно. Здравствен дом Виница од оваа недела започна со бесплатна дистрибуција на суплементи од фолна киселина и јод за бремените жени од општината. А согласно препораките на Министерството за здравство, делењето на овој важен суплемент го спроведува тим од 3 патронажни сестри, кои водеа евиденција за секоја бремена жена на територијата на општината. Се вклучуваме и ние патронажната служба од Здравен дом Виница во доделување на фолната киселина, која е многу важна во првите 3 месеци од бременоста. Заради тоа ги известуваме сите идни мајки кои планират, односно се веќе во првите 3 месеци, да ни се јават во патронажната служба во Виница од 7, секој ден, од 7 часот до 10 сабајле и од 2 до 3, односно 14 до 15 часот на ручек, за да им ја доделиме потребната количина со претходна препорака од дивните матични гинеколози. Според евиденцијата на патронажната служба, во моментот во општина Виница во фаза на бременост се 55 мајки, со кои секојдневно се комуницира и се делат бесплатни совети. Јас веќе искористив
фолната киселина, сега сум на други лекови и имам здрава бременност, ви препорачувам најмногу да конзумирате овошје и зеленчук. Превентивната мерка за бесплатно делење фолна киселина и јод следи по зголемениот број на жени и деца со анемија, на што укажува Сдруженијето на гинеколози, педијатри и хематолози. Истражувањата покажале дека дури 40% од бремените жени и доилки имале недоволен внес на јод. Овие суплементи трудниците ќе ги пијат од утврдувањето на бременоста до 13-та гестатиска недела. Министерството за здравство обезбеди 12 милиони денари годишно за околу 23.000 трудници. Вакви програми за задолжително земање фолна киселина и јод од поодамна се воведени во Канада, САД и Велика Британија. Во општина Делчево по 4-ти пат ќе се спроведува програмата Општинско корисна работа. Оваа програма има за цел да се овозможи социјално вклучување на невработените лица. Со оваа програма предвидено е да се ангажираат 8 невработени лица за период од 6 месеци. Во општина Делчево по 4-ти пат ќе се спроведува програмата Општинско корисна работа и проектот Заедно до подобри социјални услуги со финансиска поддршка од UNDP, а во соработка со Центарот за социјална работа во Делчево и Центарот за вработување. Програмата Општинско корисна работа има за цел да овозможи социјално вклучување на невработени лица преку нивно ангажирање на определено скратено работно време заради стекнување на одредени вештини и постепено вклучување на пазарот на трудот. Оваа година во рамките на проектот ќе бидат спроведени вкупно 6 активности, а партнери институции ќе бидат Центарот за лица со телесна и интелектуална попреченост и детската градинка Весели цветови од Делчево. Со оваа програма во општина Делчево предвидено е да бидат ангажирани 8 невработени лица за период од 6 месеци со 20 работни часа неделно, кои ќе добиваат паричен надоместок во нето износ од 6200 денари месечно. Работни места за кои што можат да се пријавуваат невработените лица се неговател за грижа на стари лица, 2 извршители, неговател за грижа на деца, исто така 2 извршители, наставник по англиски јазик, 1 извршител, психолог, 1 извршител, логопед, 1 извршител и помошник во народната кујна, 1 извршител. Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во програмата Општинско корисна работа треба да спаѓаат во категоријата невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 1 година, роми, млади невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 6 месеци, кои што се активни баратели на работа. Старите лица кои ќе сакаат да ги користат услугите од проектот и на кои им е потребна помош, ќе треба да поднесат барање во просториите на општина Делчево. Воедно ги повикуваме сите заинтересирани лица кои што сакаат да ги користат услугите од оваа програма за активноста грижа за стари лица да поднесат пријава во просториите на општина Делчево, а услови кои што треба да ги исполнуваат крајните корисници се да бидат пензионери или да примаат минимална пензија, да живеат сами и да не се во можност да ги извршуваат услугите кои што се нудат. Лицата па кои ќе сакаат да бидат вработени преку оваа програма треба да се пријават во клубот на Агенцијата за вработување во Делчево, а подетелни информации околу огласот можат да добијат на веб страната на општина Делчево. Соседите од Благоевград, Република Бугарија се поприсутни на Делчевскиот зелен пазар. Најчесто барани продукти се оризот, гравот и алкохолот. Денес зелениот пазар во Делчево покрај посетеноста од делчевчани беше преполн и со жители од Благоевград, Република Бугарија. Добриот глас надалеко се слуша дека Македонија има ефтина храна, но и квалитетна. Се купуваше кочански ориз, граф, алкохол, пити од кашкавал и сирење, бидејќи цените се пониски, а и квалитетот е многу подобар, велат соговорниците. Кој си купуваат? Сирење си купуваат, кашкавал си купуваат. Купуваме сирење, кашкавал, зеленчук. Има разлика во цената околу 10 до 50 стотинки. Кајва се поквалитетни производите и храната е поквалитетна. Покачествена стоката, колкото при нас. Многу учтиви, внимателни се консултантите. Овде сме за прв пат. Многу се учтиви и гостопримливи и трговците. Не често купуваме млечни
произведения като кашкавал, сирене. Најчесто купуваме млечни производи, како кашкавал, сирење, урда. И поевтино и поквалитетно е кај вас. Зеленчукот е убав и свеж. Лекови не сум купувал и немам став. Лекарствата не съм купувал, не мога да изкажа мнение, да. Домашните трговци тријат раци за време на саботниот пазарен ден, но најголема заработувачка од шопинг туризмот имаат и маркетите и угостителите. Денеска имаше доста, мислам 2 или 3 автобуса имаше од Република Булгарија и луѓето си пазаруват. Повечко, најчесто ориз зимат, алкохол зимат, вино и ракија, пошто кај нив бил по-скапо тоа, и оризо, и ракијата, и виното, зимат у поголеми количини. Така да, веројатно, цената е у питање, затоа тука пазаруват. И едно друго кажуваат дека квалитетот е наш подобар тука, во се. Освен шопинг туризмот, последните години бугарите во Делчево го развија и забниот туризам, затоа што стоматолошките услуги се многу поевтини од оние во Бугарија. Делчево е 30 на километри од Благоевград, па затоа некои од нив границите ја минуваат пеш, а потоа се транспортираат со такси. Поранешниот американски претседател Бил Клинтон и неговата сопруга Хилари, која има намера да стане кандидат на Демократската партија на следните избори председател на САД, минатата година само од предавања заработиле повеќе од 25 милиони долари. Станува збор за над 100 предавања. Освен тоа, Хилари заработила 5 милиони долари од книгата Тежок избор. Кина и Индија подпишаа 21 договор за трговија и соработка за над 22 милиарди долари во областа како обновливи извори на енергија, пристаништа, финансии и индустријски паркови. Подпишувањето се случи во присуство на индискиот премиер Моди во крајот на тридневната посета на Кина. Повеќе од 500 лица, од кои повеќето новинари, се евакуирани од еден од најпопуларните лондонски хотели Мериот во централниот дел на Лондон. Околу 300 од евакуираните биле новинари. Тие пристигнале во хотелот за да известуваат за церемонијата за доделување награди на новинари и вработени во британските медиуми. Во несреќата нема настрадани, а причините за пожарот се уште се истражуваат. Со 3 погодоци и 1 автогол, сините повторно незапирливи. Фудбалскиот клуб Брегалница денес убедливо и без мака ја совлада екипата на Тетекс во Скопје. Брегалница продолжува со фантастичната игра и добар резултат. Бошко Ступич го отвори резултатот во 58-та минута, потоа Стојковски си постигна автогол, а до крајот на средбата погодоци постигна и Ангел Нацев и Христов. Најтрофејниот македонски фудбалски клуб Вардар впиша уште една шампионска звездичка за своето име, откако со денешниот триумф на Тренова во арената Филип II во Скопје. На едно коло до крајот на плејофот има недостижни 3 бода предност пред второпласираниот Работнички. Во плејоф над преварите Работнички Шкендија со резултат 2:1 и плејаут Пелистер Хоризонт Турново 0:2. Денес во општина Пробиштип се одржува турнир на ветерани во борење. На турнирот ќе присуствуваат повеќе ветерани од источниот дел на Македонија, како и од цела држава. Ждрепката одреди домакин на средбата на борачи ветерани да биде борачкиот клуб од Пробиштип. На средбата се очекува да присуствуваат повеќето од ветераните на Македонија, од сите клубови. На самата средба ги очекуваме да бидат присутни, како до сега на другите, ова е шеста поред средба на борачи ветерани, да бидат присутни и великаните на македонскиот спорт кои потекнуваат од борењето, како нашиот трократен олимпиец и на спортист на веко Зоран Шоров, олимпискиот победник Шабан Трстена, светскиот правак, европскиот правак Шабан Сиидиу и пуно други
големи спортисти кои се дале голем придонос за спорт у Македонија, посебно за борењето. На дневниот ред на денешната средба на ветераните борачи ќе бидат доделени многу награди и признанија, инаку ова е 6-та средба на ветераните борачи во Македонија. Женскиот ракометен клуб Вардар уште еднаш покажа дека се непобедливи во женска конкуренција и очекувано се закити со нов пехар во Купот на Македонија, откако на денешното финале славеше над екипата на Металург со 34:16. Вардар ќе ја потврдија големата разлика во квалитет и не дозволија противничките да се понадеваат на сензација. Резултатот беше тесен само неколку минути од првото полувреме, а потоа фаворитките направија серија и во финишот на првото полувреме имаа 15:8 и потоа 17 по воведните 30 минути. Избраничките на Индира Кастратовиќ со одиграната одлична игра покажаа дека кај нив нема конкуренција. Ова беа информациите подготвени за ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.